констатирам дека на седницата присуствуваат 40 членови на Советот на град Скопје и Советот може да работи и полноважно да одлучува. Немаме најавено отсуство од денешната седница, а од здравствени причини со... Не можете. Пред да поминеме на утврдување на дневниот ред за денешната седница, предлагам да ги усвоиме записниците од 24-та, 28-та и 30-та седница на Советот на град Скопје. Предлог записниците беа доставени со поканата за седницата. Дали некој има забелешки по записникот од 24-та седница на Советот на град Скопје? Повелете. По записникот? Дали имате по записникот? Дали имате забелешка по записникот? Ајде, повелете. Почитувана јавност, почитувани медиуми, почитувани колеги советници, имам забелешка во однос на записникот за седницата одржана на 24-та седница одржана на 16.2.23 година. Согласно деловникот за работа, односно членот Ве молам, контролирате го звукот таму. Повелите. Членот 85 од деловникот за работа е јасно наведено и од оваа говорница апелирам да се почитува, затоа што денес сме 20 јули, а ние усвојуваме записник од 16.2. Понатаму да не се јавувам 3 пати за процедурално и за забелешки за записникот, 25.4. и од 30.5.23, значи 24-та, 28-та и 30-та седница. А немаме записник согласно членот 85 од деловникот за работа од минатата седница. Апелирам да се почитува деловникот за работа. Никој од нас не може да се сети што зборувал и што се случило пред 7 месеци. Ајде, нема да бидат 7, да не испадне математикава лоша, пред 5-6. Ви благодарам. Благодарам. Дали уште... Ве молам, завршивте? Не, сега си барам процедурално, бидејќи сум на говорница, нема да ме спречите да говорам. Не можете, имаме точка на дневен ред. Почитувани медиуми и почитувана јавност. Никаде во деловникот за работа не е пропишано и предвидено вклучување онлайн на советници. Ковид мерките завршија одавно. Тука председателот на Совет брутално го крши деловникот за работа, дополнително селективно постапува кој ќе се вклучи, а кој не. Председателе, ве прашувам, согласно кој член од статутот, кој член од деловникот за работа, вие дозволувате вклучување онлайн. Тука апелирам да не се шпекулира и да не се прозиваат советниците како нехумани. Вие го кршите и статутот на Советот на град Скопје, затоа што таму е препишано. Ние имаме советници кои 6 месеци не се појавиле на Совет. Онлайн појавувањето на Совет не е пропишано со деловник. За тоа дали е оправдано или не е пропишано во статут, односно членот 21 од статутот на градот Скопје. Тука некој селективно се однесува. Се плашите за вашата позиција, председатели, да не ве некој разреши, па ви требаат гласови? Затоа дозволувате онлайн вклучување? Нека знае јавноста дека тука некој селективно се однесува, грубо го крши деловникот. Ги повикувам сите надлежни институции да извршат увид на работата на председателот на Советот на град Скопје и на работата на Советот на град Скопје. Согласно кој член од статут и деловник се дозволува онлайн вклучување. Благодарам, завршивте. Што се однесува за разрешување, ве охрабрувам веднаш да поднесете иницијатива. Инаку, ево, објаснување за забелешката. Председателот на Совет се советува со координативно тело, во кое што членуваат сите координатори на политичките партии, и имавме случаи на патолошка бременост, на последици од тешка болест и така натаму, и заклучок беше дека во овој период може да продолжиме до промена на деловникот со практиката да дозволиме некои наши колешки и колеги
да можат да го остваруваат своето право за учество на седниците, се спречени заради здравствени причини, од хумани причини, да присуствуваат физички на седницата. Ве молам, немате, ве молам, ама чекајте сега, чекајте. Немате право, ја прекинувам седницата, исклучете пренос. Да. Пренос е исклучен. Значи, нека не, ќе пренесуваат